Од 17 обвинети за нападите на собранието на 27 април 2017 година, 16 од нив од вечерва се наоѓаат во притвор во истражниот затвор Скопје. Така одлучи судечкиот совет од Основниот суд Скопје 1 по изрекувањето на пресудата за случајот, во кој сите 16 беа осудени на затворски казни од 7 до 18 години, а 17-тиот, еден од водачите на Движењето за заедничка Македонија Игор Дурловски, беше ослободен од обвинението. На одлуката за притвор не влијае аргументите што одбраната и осудените ги наведува обраќањата до судот, како што беше, например, дека дел од нив немаат ниту имот, ниту пари, па од тука и не постои никаква можност да избегаат надвор од државата. Обвинителката од јавното обвинителство за организиран криминал и корупција Ивана Трајчева изјави дека со оваквата одлука на судот правдата е задоволена. Кога ги погледнете нели како колку е време траењето на висината на секоја тие казни, за некој може да рече дека се релативно високи, за некој не, но сепак и тука оставам простор да добиеме писмено пресудата, да видиме точно судот кои околности ги ценел на страна од секој од обвинетите, како тоа ќе биде донесена одлука, дали обвинителството ќе се жали за некој од обвинетите по однос на одлуката за казната или пак не. По одлуката, судијата Добрила Кацарска веднаш им ги издаде решенијата за притвор на 16 осудени, пошто следеа реакција од нивните бранители. За некои од нив изрекувањето на мерката притвор е драконска, за некои незаконска, а за некои пак надвор од секоја смисла. Се наоѓа во притвор со незаконита одлука за незаконит судски совет, кој што нема право да ја донесе таа одлука, бидејќи во тој момент беше завршена главната расправа. И тоа укажуваше само на една ситуација, а тоа е драконска казна која што денеска ја доби. Груба повреда денеска што слушнавме беше токму барањето на обвинителството за колективно изрекување на притвор, односно наместо да се дадат поодделно за секој од обвинетите точни околности или конкретни докази дека би се дале во бегство, само паушално се наведоа некакви околности кои што во ниту еден случај не се основани. На одлуката на судот како за изречените затворски казни, така и за мерката притвор, осудените имаат право на жалба пред Апелацијскиот суд Скопје.